Добар ден, драги ученици, и добро дојдовте во e-училницата на часот по математика. Јас сум Весна Ангеловска, оделенски наставник од Скопје. Денешниот тема на часот е решавање на проблемите и сложувалки со опишување и одредување на вредности за дел од целото. Содржините на ова тема денес ќе бидат дробки, децимални броеви, правилни дробки, неправилни дробки, мешани дробки и заклучок. Значи, во споделувањето и делењето на едно цело и на нештата има многу математика. Ајде да почнеме со обичен пример од секојдневието. Кога имаме едно големо чоколадо и кога треба да го поделиме со некого. Во случајов се 4 деца кои треба да го поделат чоколадото на 4 еднакви делови. Како ќе го направиме тоа? Во денешниот пример ќе го поделиме според бројот на коцките и секој другарче, односно дете, ќе добие издел од чоколадото, односно по 1/4. 1/4 плюс 1/4 плюс 1/4 и плюс 1/4 ни даваат 1 цело или 1 цело чоколадо. 1/4 е веќе дробка. Што е всушност дробка? Дробката е кога едно цело го делиме на повеќе делови или дел од целото. На сликава имаме пример со пица која е поделена на 8 еднакви делови и тоа како дробка би го запишале како 1/8. Дробката се запишува како А цртичка врз Б. А е броител, цртичката се вика дробна линија и Б е именител. Како во изминатиот пример што видовме, секој дете доби 1/4, значи беа 4 деца и именителот ни е бројот 4, бидејќи го поделивме едното цело на 4 деца, додека броителот ни кажува по колку парчиња добило секое дете, што во случајов беше едно парче за секое дете. Значи, чоколадото го поделивме на 4 делови и тоа е именителот, додека секое дете доби по едно парче од чоколадото и тоа е броителот. Или како дробка, тоа е 1/4. Сега златно правило во математиката е тоа што именителот не може никогаш да биде 0, бидејќи тогаш целото нема да го поделиме. Ќе остане неподелено, што значи во дробките делиме и именителот не може никогаш да биде 0. Ајде да видиме како тоа изгледа кога имаме 2D форми. Да направиме еден мал квиз. Значи имаме 3 2D форми и тога круг, звезда и триаголник. Тие се поделени и под секој од нив има дадена дробка. Значи кругот 2/3, звездата е на 1/2 поделена велат и триаголникот на 1/2. Дали се точно запишани? Дали е кругот поделен на 2/3? Дали е звездата на половина поделена или на 1/2? И дали триаголникот кој од фигурите е точно поделен? Значи, како што гледаме на сликата, само триаголникот е
точно поделен, односно е поделен една половина и има два еднакви делови, додека звездата не е поделена точно, нити па дадениот круг кој гледаме дека не се еднакво големи сите делови. Во следниот пример имаме 4 деца и 5 чоколади. Како би ги поделиле чоколадите, 5 чоколади на 4 деца? Ако запишеме дробка 5/4, ќе ни излезе неправилна. Зошто неправилна? Бидејќи броителот не може да биде поголем од именителот. Уште едно златно правило во математиката, а тоа е правилото дека броителот е секогаш помал од именителот. Ајде да видиме како би ги поделиле чоколадите на 4 деца. Значи, на првин, бидејќи имаме 5 чоколади, а 4 деца, на секој дете ќе му дадеме по едно чоколадо, едно цело чоколадо, а петото чоколадо кој останува ќе го поделиме на 4 дела. Значи, секој од децата ќе добие по едно цело чоколадо и 1/4 од петото чоколадо, и тоа ќе го запишеме како 1 и 1/4. Секој дете добило по едно цело чоколадо и 1/4 од другото за секој дете, и тоа се вика мешан број. Значи, мешан број е кога имаме цел број и имаме дробка. Кога би направиле пример, кога би го делеле целото, освен со дробки, на друг начин, би можеле исто така и со децимални броеви. Во случајов чоколадите, кои беа 1/4 како дробка, во децимални броеви би ги запишале како 0,25 или 4 пати по 0,25, односно 0,25 плюс 0,25 плюс 0,25 плюс 0,25 би добиле едно цело. Или 0,25 плюс 0,25, тоа би било 0,5, и 0,25 плюс 0,25, 0,5, и тоа би добиле едно цело, кога би го запишале како децимален број. Значи, освен дадениве примери кои го видовме, како дел од целото кога го делиме на дробки или на децимални броеви, репрезентациите на делот од целото може да бидат и како проценти, и како слики. Меѓутоа, за тоа во некој нареден час. Ви благодарам на вниманието.